Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Измина повеќе од година и половина од мандатот на ДПМНЕ како локална власт во Скопје. Христијан Мицковски за време на кампањата за локалните избори, заедно со сите градоначалници на ДПМНЕ во Скопје, бараа подршка од граѓаните и ветуваа модерно Скопје. Наместо модерно, Мицковски и ДПМНЕ Скопје го претворија во една голема депонија. Со денови, Скопје се гуши во смет, нечистотија, смрдеа, изложувајќи ги граѓаните на сериозна опасност од појава и ширење на заразни болести, особено во жешките денови, за што предупредувања добивме и од голем број на доктори и професионалци. За жал, неспособната локална власт на ДПМНЕ ветуваше модерен град, за многу краток период создаден нечист град, со нефункционални јавни предпријатија, град во хаос кој уназадува наместо да се развива. За 20 месеци ДПМНЕ го врати Скопје назад за 60 години. Довербата која што скопјани им ја дадоа на Мицковски, ДПМНЕ и Јарсовска, ја изневерија целосно, зашто бараме јавно да им се извинат на граѓаните. Не е само сметот и нечистотијата. Речи си и да нема сегмент во градот Скопје кој што е функционален. Јавниот превоз во Скопје исто така не функционира. Ветувањето за набавка на нови 250 еколошки автобуси, за бесплатен јавен превоз, за модерен транспорт и фабрика за автобуси не се остварија. Не се реализира ниту еден проект во градот, а проектите од претходната локална власт на СДСМ стојат закочени. Прекинат е проектот за еколошки и брз јавен превоз, познат како Bus Rapid Transit систем, позади кој застани и Европската банка за обнова и развој, прогласувајќи го како најеколошкиот проект од областа на јавниот транспорт. Иако е целосно готов, мостот Генерал Михајло Апостолски во аеродром стои нефункционален, исто како што мостот на улица Беласица е нефункционален, иако Арсовска ветуваше брза санација и брзо пуштање во употреба. Проектот за универзалната сала е закочен, исто како и улицата Васко Карангелески, клучката во Момин поток, кружните текови кај Нова Македонија, кои треба да ја поврзат новата подземна сообраќајница кај комплексот Лимак. Јавните предпријатија се нефункционални, а услугите кон граѓаните се на историско најниско и најлошо ниво. Поминаа 20 месеци од мандатот на ДПМНЕ, се трошат годишно околу 100 милиони евра пари на скопјани, а Скопје наместо развој назадува. Скопјани се целосно изневерени од страна на Мицковски и ДПМНЕ. Секогаш кога ДПМНЕ ќе добие доверба, секогаш кога ќе добие глас од граѓаните за да биде власт, се случува хаос. Лично Мицковски бараше гласови за Арсовска, промовирајќи ја како најдобрата и најуспешна менаџерка, и тој е директно одговорен за ова што му се случува денеска на Скопје. Ви благодарам.